Годинава најмногу од вишоците на струја купувала фирмата ЕТМТ Енерджи, која е формирана лани во март, а нејзин сопственик е фирма од Албанија. Од продажбата на струја, АДСМ наплатила над 6 милиони евра, а продажба на вишок на струја се вршела во речиси сите месеци освен во јануари и април, а ЕТМТ Енерджи купила вкупно 17.990 мегават часови струја, за разлика од останатите фирми, кои годинава заедно купиле вишок на струја од 11.300 мегават часови. Собственик на компанијата е Енер Трет од главниот град на Албанија Тирана. Дозвола за вршење на енергетска дејност компанијата добива 2 месеци по основањето на 27 мај од Регулаторната комисија за енергетика. Најмногу вишок на струја според документацијата на АДСМ се продала минатиот месец. Најголемиот дел го купила ЕТМТ Енерджи 5500 мегават часови за вкупна цена од 1.651.200 евра. Во просек 1 мегават часови изнесувал 300 евра. Опозицијата во неколку наврати реагираше дека преку вишоците на струја кои се продаваат се врши грабеж на граѓаните преку албанската компанија. ВМРО ДПМН реагира дека струјата од Елем, која сега се продава по цена двојно поевтина од берзанската, истата би се продавала по берзанска цена. На тој начин 1 милион евра во последните месеци пол наместо во странски фирми ќе се слеја во Македонија. Истата струја која е продадена поевтино од Елем, а потоа продадена скапо од странски трговци, можела да се понуди на стопанството по поевтина цена или пак да се даде на општините за јавно осветлување. Понизато остри реакции кои се појавија во јавноста и од енергетските експерти и од граѓаните, АДСМ денес со соопштение се оправда дека сите субјекти можат да се пријават за да купат вишок на енергија ако им била потребна. Од компанијата известија дека од продажба на вишок на струја од 7 до 11 септември остварила профит од 868.400 евра. Цената по која се продале вишоците од 1 до 7 часот била по 402 евра за мегават час, а 400 мегават часови вишоци на електрична енергија од 2 до 6 часот по 362 евра. АДСМ ќе продолжи и натаму да ја нуди на продажба ноќната енергија која останува како вишок на производниот процес во ноќните часови и тоа преку отворена, транспарентна и конкурентна постапка. Ги повикуваме да се пријават не само трговците, туку и сите субјекти, стопански субјекти или институции на кои е потребна оваа енергија во тој временски период. За овие продажби ја известивме и Стопанската комора за да ги анимира своите членки од бизнис секторот доколку имаат потреба да ја преземат оваа енергија. АДСМ од продажбата на вишокот на струја до септември годинава вкупно наплатила речиси 6.115.000 евра или во просек по околу 200 евра по мегават час. Во моментов на меѓународната берза на струја 1 мегават час чини околу 500 евра, а пред 2 недели надминуваше и 800.